Благодарам, председателке. Почитувани колеги, почитуван заменик министер за финансии, почитувани граѓани, почитувани медиуми, денеска е трет ден од општата расправа на Комисијата за финансирање и буџет по предлогот за изменување и дополнување на буџетот на Република Македонија за 2026 година. Еден многу важен финансиски инструмент, еден многу важен финансиски документ и би рекол дека е вообичаена финансиска пракса со кој документ се врши ребалансирање, односно измени и дополнување на првичните проекции во основниот буџет по определен период од негово извршување. Потенцирам дека се работи за еден финансиски документ или финансиски инструмент кој е вообичаена пракса во секоја економија, па и кај нас, затоа што во изминатите денови од оваа општа расправа бевме сведоци, слушнавме во некои дискусии како се напаѓа овој ребаланс, како дека се прави ребаланс поради тоа што нема пари во буџетот, поради тоа што државата ни е пред крах, меѓутоа тоа не е вистина. Ето, затоа спомнувам дека ребаланс на еден буџет или измени и дополнувања е редовна финансиска пракса во секоја економија, па всушност и кај нас од нашето осамостојување па до денес сведоци сме дека секоја фискална година имаме ребаланс, а 2009 мислам поради светската економска криза имавме два ребаланси. Така да не е вистина тоа дека се прави ребаланс поради некои сосема трети причини, него тоа е една редовна финансиска постапка и еден апел до граѓаните да бидат спокојни, да бидат мирни, да не паѓат под влијание на такви паушални констатации, затоа што оваа влада покажа изминатите 2 години дека се грижи за подигнување на стандардот на граѓаните и ќе има средства, ќе има финансии со овој ребаланс за повисоки плати, за повисоки пензии, за здравство, за образование, за наука, за култура, за спорт, за земјоделие, бидејќи ова влада работи домакински управува со јавните финансии и пред се со овој ребаланс имаме сериозни финансиски инвестиции во капитални инфраструктурни проекти кои сериозно ќе ги подобрат условите за живот во нашата држава. Секако, во основа на некои измени и дополнувања на буџет или ребаланс имаат и надворешните фактори. Имавме сериозни нарушувања на геополитичките случувања оваа година и така да има сериозно влијание овие геополитички случувања и на економските текови, а со тоа и на самото извршување на буџетот, а секако со тоа дополнително допринесуваат и за негови измени и дополнувања. Околу делот на тоа дали еден буџет е добро планиран, секако треба да се види, не само да се зборува паушално, него треба да се видат основните показатели за тоа дали еден буџет е планиран добро или не, а основните показатели се тие да се споредат измените и дополнувањата со првичните проекции на буџет. Сведоци сме дека и со ребалансот за буџетот за 2025 година, како и овој ребаланс на буџет за 2026 година, и покрај сериозните економски пореметувања на глобално ниво, немаме некои сериозни или драстични отстапувања од измените и дополнувањата со првичните проекции на основниот буџет. Со овој ребаланс можеме исто така да констатираме дека имаме континуирано намалување на отстапувањата меѓу проектираните и остварените приходи, кои се должи на применети посеопфатни податоци при проекциите на буџетот за 2026 година. Имаме редовна размена на податоци, пред се унапредена е размената на информации помеѓу Управата за јавни приходи, Царинската управа, Министерството за финансии. Со овие измени и дополнувања почитувани на буџетот на Република Македонија за 2025 година, планирано е вкупните приходи да бидат на ниво 379,5 милиарди денари или повисоки за 1,2% или 44,6 милиарди денари повеќе во однос на основните проекции на буџетот за 2026 година. Врз основа на сето тоа, како и најновите податоци за растот на бруто домашниот производ во првиот квартал од 2026 година, се гледа една стабилност, позитивен тренд и не се очекува значителни отстапувања во делот на вкупните приходи.
Вкупните расходи се планирани на ниво од 425,8 милиарди денари или повисоки за 2,8% повеќе од проекциите на буџетот за 2026 година. Со овие измени и дополнувања добиваме еден сооднос меѓу приходите и расходите кој генерира буџетски дефицит од 46,3 милиарди денари, односно 4,1% од бруто домашниот производ и представува едно зголемување на дефицитот од 0,6% од основните проекции. Тука е многу важно да се каже дека овој дефицит произлегува од потребата за обезбедување на неопходни средства наменети за исплата на обврски, како и финансирање на капитални инвестиции. Кога сме кај капиталните инвестиции, треба да кажеме дека имаме зголемување од 40 милиарди и 122 милиони денари на 45 милиарди и 936 милиони денари. Тоа е зголемување од 5 милиарди и 814 милиони денари или 14,5%. Ова е доказ дека овој ребаланс на буџет има сериозна развојна компонента. Развојните подпрограми достигнуваат 41 милиарда и 58 милиони денари, што е зголемување од 4 милиарди и 215 милиони денари, односно 11,4%. Со зголемувањето почитување на расходите од околу 11,6 милиарди денари ќе се обезбедат средства за реализација на колективни договори и законски обврски. Платите и надоместоците се зголемуваат за 1 милиарда и 128 милиони денари и достигнуваат 53 милиарди и 756 милиони денари. Исто така субвенциите или 10,4%. Кај социјалната заштита имаме раст од 1 милиарда и 838 милиони денари, обезбедени се финансии за дополнително финансирање на најранливите категории за исплата на социјални надоместоци и заштитни друштва. Важно е да се каже дека во рамките на проекциите на расходите извршени се и реалокација на средства помеѓу буџетските корисници, при што кај расходите за стоки и услуги извршено е намалување како резултат на определбата за дисциплинирана буџетска потрошувачка. Средствата за здравство растат за 1 милиарди и 811 милиони денари, односно за 3,1% и достигнуваат 60 милиарди и 569 милиони денари. Се обезбедуваат средства за капитални расходи кај институции за проекти со поинтензивна реализација, се реализираат преку буџетите на одделни министерства, како и средствата за рурален развој, водостопанска инфраструктура, третман отпадни води и пречистителни станици. Продолжува финансиската поддршка и соработка на владата со општините со континуирано инвестирање на средства од централниот буџет за капитални локални инфраструктурни проекти со фер распределба на средствата согласно правилата за рамномерен регионален развој. Така, кај инфраструктурните проекти во општините имаме зголемување од 113% или 300 милиони денари. Во 2026 година имаме сериозна инвестицијска активност во капиталните проекти во патната инфраструктура. Ќе се финансира западниот дел од коридор 8, како и дел од коридорот 10. Предвидена е изградба на автопатската делница Скопје-Блаце, а подобрување на патната инфраструктура на општините во Република Македонија се реализира преку проектот за поврзување на локални патишта финансирани со заеми од Светска банка. Исто така железничката инфраструктура добива 743 милиони денари или покажува раст за 25,3%. Во 2026 година во рамките на железничката инфраструктура во соработка со ЕБОР ќе се спроведува проектот со кој е предвидено изградба на заеднички железнички граничен премис со Република Србија, односно изградба и зголемување на и опремување железничка станица Табановце. Имаме зголемување на средства за заштита на животна средина за 1 милиарда и 728 милиони денари. Ќе се финансираат изградба на централен објект за управување со отпад, изградба на 6 локални капацитети за управување со отпад и воспоставување на еден регионален систем за управување со отпад. Продолжуваат и активностите на еден од поголемите капитални проекти во земјата, а тоа е пречистителната станица за отпадни води во Скопје.
Исто така имаме сериозно зголемување и на средства во образованието за 1 милиарда и 76 милиони денари. Почитувани, со овој ребаланс на буџет на Република Македонија милиони евра, односно 51,9% од бруто домашниот производ, а јавниот долг изнесува 10 милиарди 747,4 милиони евра, односно 58,9% од бруто домашниот производ. Стапката на невработеност во првиот квартал од 2026 година изнесува 11,3%, додека стапката на вработеност изнесува 46,5% и за прв пат бројот на вработени лица достигнува над 700.000 вработени. Почитувани, со овој ребаланс на буџет, владата на Република Македонија покажува дека обезбедува финансии за подобрување на животот на граѓаните на Република Македонија, финансии за инвестирање во сериозни капитални инфраструктурни проекти и со одржување на една стабилна економија која ќе продуцира раст од еден релативно висок раст на бруто домашниот производ во едни сложени надвоешно геополитички турбуленции и со една висока економска непредвидливост на глобално ниво. Ви благодарам. Благодарам и јас.